Се запишав на овој факултет затоа што ги сакам животните, сакам да работам со нив, да се грижам за нивното здравје и истовремено и за здравјето на луѓето. Во иднина се гледам, па најверојатно имам амбиции да работам со мали животни во клиника. Секоја фарма има свој матичен ветеринар кој што е задолжен за грижата на здравјето на тие животни. Завршуваат со 2 дипломи. Едната од нив е обична диплома која што ја добиваат сите студенти науки, и втората е диплома саплемент, наречена диплома во која што се опишуваат квалитативно вештините и знаењата кои секој студент ги стекнал во однос на самите студии. Се запишуваат тука на овој факултет студенти кои што навистина сакаат да студираат ветерина, го сакаат овој позив и воедно работиме со мали групи и контактот со професор или асистент со студент е непосреден. Тие се многу љубопитни, прашуваат, се интересираат и ние се правиме од наша страна да им олесниме. Нашата компанија генерално, уште од самите почетоци, имаше за цел соработка со науката, со факултетите, затоа што тука ние црпиме енергијата, знаењето, новите кадри кои се едината на нашата компанија. Своите докторски студии ги започнав преку еден научно-истражувачки проект во европски рамки и од тука нашите истражувања продолжуваат еве се уште, така да во текот на истражувањата добивме доста позитивни резултати кои што ги објавивме на меѓународни научни конгреси. Од истражувањата произлегува и научни трудови. Наставата се изведува согласно европскиот кредитационен систем. Впрочем, ние сме факултет кој што први го введува ИКТ системот на универзитетот и комплетно во согласност со Болонската декларација, со сите законски акти во Република Македонија и со статутот на универзитетот во кој што припаѓа самиот факултет. Наставата на факултетот воглавно е насочена во однос на ветеринарната медицина и го опфаќа опсегот за здравствена заштита на животните, особено оној дел на болести кои што се пренесуваат од животните на луѓето, зоонозите. Меѓутоа го опфаќа и полето за безбедност и квалитетна храна и ветеринарното јавно здравство воопшто. Ние се наоѓаме во микроскопската училница при Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, каде што се поставени 14 современи и функционални училишни микроскопи. Нашите студенти преку овие микроскопи се запознаваат со хистолошката, односно морфолошката градба на ткивата и органите, како кај домашните животни и птици, така и кај дивите животни и птици. Како што приметувате, во училницата има и видеобим, компјутер со интернет врска, се со цел да се олесни запознавањето, учењето на студентите и совладувањето на методските единици кои што се предвидени во оваа програма.
се поштува од земање на себе од расплодникот, значи студентите може да соработуваат со две методи на вештачка вагина и методи на електроекулација и задолжително за студентите да учествуваат во таа фаза. Понатаму доаѓаат дека во производни услови овој нашиот центар што е за вештачко осеменување, кај што може да учествуваат во анализите на семето, значи за влијање на концентрација, процентот на подвижни сперматозоиди, квалитетот генерално на шинати. Понатаму учествуваат во теренските вежби кај што испитуваме, правиме синхронизација на пример на еструска и домашните животни, женските животни, за да може да вршиме вештачко осеменување и така натаму. Запишав на овој факултет затоа што пред се е хумана професија, а и од мали нозе покажував голема љубов кон животните и нешто што од секогаш сакав да станам, тоа е доктор по ветеринарна медицина. Се наоѓаме во лабораторијата за испитување на паразити, тоест паразити и паразитарни заболувања кои што се јавуваат кај домашните миленици и нашите преживни животни, значи фармските животни. Тука ги испитуваме примероците што ни се праќаат од терен во смисол на паразити присутни кај стоката, измет преку кој што анализираме колку стоката е оптеретена со паразитарни заболувања, што е многу битно од економскиот аспект на чување на стоката. Потоа колегите од амбулантите за мали животни препраќаат исто примероци за испитување како што се серуми, крв, измет за дијагностика на паразити и паразитарни заболувања. Значи во оваа лабораторија генерално ги изведуваме рутинските анализи кои што се препратени од теренот од цела Македонија. Се наоѓаме во лабораторијата за молекуларна дијагностика, која што е дел од една поголема лабораторија која што се нарекува лабораторија за серологија и молекуларна дијагностика. Во оваа лабораторија се изведува дел од наставата, практичната настава по предметот заразни болести кај животните. Во оваа лабораторија се изведуваат генетски испитувања кои што се наменети главно во дијагностицирањето на заразни болести и студентите имаат прилика да се запознаат со нивно практично реализирање. Значи се запознаваат со техничката изведба на методиките, се запознаваат со начинот и принципите на работа во оваа лабораторија и конечно стекнуваат знаење како да ги интерпретираат добиените резултати, како да ги разберат добиените резултати, односно да го знаат нивното значење. Ние како универзитетска ветеринарна болница сме доволно опремени да правиме соодветни дијагностички процедури на кој начин можеме да излеземе во пресред на воспоставување на еден соодветен протокол како на преглед, така и на дијагноза, а со тоа и терапија кај самите животни. Со нашата опременост редовно соработуваме со колегите не само од Скопје, него и од цела Македонија и им излегуваме во пред се во правец начин на дијагностиката, а со тоа понатака и терапијата која тие понатаму може да ја спроведуваат. Една единствена цел, значи да пациентите, животните кои доаѓаат тука, значи имат да бидат со што подобро здравствено прегледане, односно здравствено третирани. Профитабилна професија, затоа што сакам да се грижам за здравјето на животните и здравјето на луѓето.
Нашата професија е благодарна професија. Значи, ние секој пат кога ги промовираме новите брутуши на првиот школски час, јас нон-стоп потенцирам дека треба да сватат дека професијата е благородна, меѓутоа и макотрпно е студирањето. Значи, имаме и успони и падови со нив. Со еден начин постои еден слоган во Европа, значи грижејќи се за здравјето на животните, ние индиректно се грижиме за здравјето на луѓето. Од самото формирање на компанијата имавме за цел соработка со високонаучните институции, пред се со овој факултет. Зашто? Од едноставна причина, затоа што ние имаме неколку вработени остален работен однос, од кој дел од нив се и раководители на одредени сектори кај нас, токму од овој факултет. Тие лица произлегли од овој факултет го знаат патот по кој поминале и посебно со задоволство и со внимание обрнуваат внимание на следните студенти, затоа што го знаат својот пат на движење кој што го имале и сакаат целосно да им помогнат. Од тука јас како генерален менаџер на компанијата и целата структура на компанијата е насочена кон нови млади кадри кои што носат, кои се авангарда уопшто на општеството и на нашата компанија и кои што ќе донесат новини. Во моментот работиме, односно се подготвуваме за научно-истражувачки проект кој што ја опфаќа нашата автохтона раса на овца, односно овче полска праменка. Истражувањата се надеваме дека ќе се одвиваат позитивно, односно добро со очекуваните резултати и се надевам дека ќе произлезат многу трудови кои што ќе можеме да ги објавиме во странство. Се наоѓаме во лабораторијата за хемија, биохемија и физиологија, вежбална за студенти. Во моментов во тек е практичната настава по предметот општа биохемија, каде студентите се запознаваат со општите физичко-хемиски својства на сите органски и неоргански соединенија. Ова е лабораторија за испитување на квалитет и безбедност на храната. Под квалитет на храната разбираме составот на храната, значи протеини, јаглехидрати, енергетската вредност. А исто така безбедност на храната разбираме значи присуство на резидуи, контаминенти, односно остатоци на храната, значи присуство на разни антибиотици, токсини, пестициди, тешки метали и така натаму. Во текот на студиите, студентите имаат можност теоретски да се запознаат значи со составот на храната и присуството на остатоците и контаминентите во храната, а исто така имаат можност, значи практично, да ги научат новите техники на испитување на квалитетот на храната и на испитување на остатоците и контаминентите во храната. Непосредната соработка со колегите, значи од било кој дел на Македонија, е за нас императив не само од аспект на соработка, колегијална соработка, него и од аспект на едукација на студентите. Зошто ова го говориме? Бидејќи едукацијата на студентите значи не само преглед, него и понатака колегијално, заеднички колегијално действување во понатомашниот нивен професионален живот. Активно сме вклучени во реализирање на поголем број национални и меѓународни научно-истражувачки проекти, а исто така во оваа лабораторија се реализира и добар дел од тестирањата, кои што се дел од националната програма за
контрола на заразни болести, односно одделот на здравствена заштита на животните во Македонија. Искуството на еден професор е многу значаен за неговата успешност во пренесување на знаењето на студентите. Ние сме мал факултет, тоа придонесува да имаме многу блиска соработка со студентите.